Брендот со 4 прстени од Инголштад, Ауди, има навистина возбудливо бурно лето. Најпрво ја представи својата луксузна Audi A6 лимузина од премиум C сегментот, а сега наред дојде и SUV автомобилот од компактната премиум класа, новиот Audi Q3. Ако се земе предвид дека овој модел постои на европскиот и светски пазар повеќе од 10 години и во своето постоење се продаде во над 2 милиони примероци, јасно е дека значењето на овој автомобил во портфолиото на Audi е исклучително големо. Тоа го потврди и извршниот директор на Audi, Жерно Долнер, кој за време на светската промоција на Q3 изјави: Со третата генерација на Audi Q3 правиме обновување на значаен член од семејството на автомобили во нашата гама. Ова е дел од нашата иницијатива за освежување на производите и засилување на нашето портфолио со моќни плагин хибриди и ефикасни мотори со внатрешно согорување. Новиот модел ги комбинира ефикасноста, возната динамика и комфорот. Што знаеме за новиот Audi Q3? Во поглед на дизајнот, третата генерација на компактниот SUV изгледа помускулесто од претходникот. Се чини дека клучните дизајнерски линии се влечени со цел да се добие на максимална аеродинамичност на возилото, што е и постигнато ако се земе предвид коефициентот на влечење од само 0,3. Во предниот дел доминира едноделната рамка, која е поставена повисоко и која ги поврзува предните LED светла, кои одлично се вклопуваат во аеродинамичниот дизајн. Ако Q3 се погледне странично, ќе се забележи мускулеста линија која ги поврзува предните и задните светла на автомобилот. Мал скулпторски потек со кој е постигнат одличен светлосен ефект. Конкретно, над мускулестата линија на драчките на вратите, телото ја привлекува светлината, додека делот под страничната линија паѓа во сенка. Во задниот дел повторно имаме чист дизајн. Под двете задни светла се протега една тенка светлосна линија по целата должина на задницата и под која повторно импресионира чистината на дизајнот. Она што е интересно е дека освен одличната аеродинамичност, кај новиот Q3 многу е внимавано и работено и на акустичната изолација. Поради тоа, кај овој модел, за прв пат на предните странични прозори е аплицирана и специјална акустична глазура, карактеристична за возилата од повисоката класа. И кај предните светла се користи технологија која обично се вградува во автомобилите од повисоките класи. Конкретно, употребени се Matrix LED светлата, а токму Q3 е избран за прв пат да ги користи микро LED модулите. Во предните светла, кои се само 13 мм широки, се користат 25.600 микро LED сијалички, при што секоја сијаличка е голема само 40 микрометри, отприлика еквивалентно на димензијата на половина човечко влакно од косата. Малите димензии на овие LED сијалички помагаат многу подобро да се осветлува патот, особено во лоши услови на возење. Дигиталните Matrix LED светла се директно поврзани со сензорите и со системите за помош на возачот и тие континуирано го прилагодуваат снопот светлина на условите на патот. Светлината се прилагодува при влегување во свиоци, светлосниот сноп се соборува кога од другата насока доаѓа друго возило со цел да ја намали опасноста од заслепување на другите учесници во сообраќајот, се активираат специјални насочувања на светлината за секоја специјална ситуација. Со тоа, возачите добиваат безпрекорно осветлување на патот во секоја можна ситуација. За прв пат, кај овој модел, возачите може да изберат дали сакаат да ги исклучат функциите на LED Matrix светлата, како и евентуално самите да изберат мод на осветлување. Ако го погледнеме интериерот, можеме да забележиме доста промени во споредба со претходниот модел. Во автомобилот по целата должина на инструмент таблата, од врата до врата се протега потегот, наречен soft wrap.
Панорамскиот дисплеј почнува со инструмент кластер со големина од 11,9 инчи, во кој возачот ги гледа сите најзначајни функции на автомобилот. Потегот продолжува со инфотејмент дисплеј, чувствителен на допир од 12,8 инчи. Дисплејот е заоблен, што му дава на возачот чувство како да е во кокпит, кабина, во која сите работи се концентрирани околу него. Возилото има head-up дисплеј, во кој се проектираат најважните информации на предното стакло во видикот на возачот. Инфотејмент системот е базиран на Android Automotive оперативниот систем, а за симнување на апликации не ви е потребен паметен телефон. Тоа може да се прави директно преку инфотејмент системот. Достапен е и Audi асистент, со кој преку говорни команди можете да управувате со повеќе функции во автомобилот, а асистентот за прв пат е збогатен и со вештачка интелигенција директно вградена во возилото. Вештачката интелигенција се појавува како посебен аватар во централниот инфотејмент систем чувствителен на допир. Багажникот на новиот Q3 има капацитет од 488 литри, а ако ја поместите задната клупа до крај, волуменот се зголемува на 575 литри. Ако пак ги склопите задните седишта, добивате богат простор од 1386 литри, сосема доволно за еден мал, компактен SUV семеен автомобил. Основниот модел на Audi Q3 доаѓа опремен со 1,5 литарскиот мотор TFSI 4-цилиндричен бензински мотор со блага хибридна технологија, спарен со 7-степен S-Tronic мезнич. Овој мотор испорачува моќност од 110 киловати или 150 конјски сили. Она што го прави специфичен овој мотор е специјалниот COD систем, Cylinder on Demand, што значи дека кај ова возило, во специфични ситуации, при мали оптоварувања, се затвараат вториот и третиот цилиндер во моторот. Најмоќниот од моторите со внатрешно согорување кај Audi Q3 е 2-литарскиот 4-цилиндричен мотор со моќност од 195 киловати или 265 конјски сили и вртежен момент од 400 ньютон метри на сите тркала. Овој мотор е спарен со 7-степениот S-Tronic. Достапен на клиентите има и плагин хибриден модел кој во комбинација со електричниот мотор со моќност од 85 киловати и вртежен момент од 330 ньютон метри, моделот Audi Q3 SUV и хибрид испорачува вкупна моќност од 200 киловати или 272 конјски сили со вртежен момент од 400 ньютон метри. За складирање на енергијата поставена е батерија од 25,7 киловат часа со кој се добива автономија и проаѓање само на струја од 119 километри, согласно WLTP стандардите. Истрошената батерија од 10 до 80% може да се наполни за само половина час. Новиот Q3 доаѓа со многу опрема уште во базичната верзија. Тука се паркинг системот со прикажување на растојание, темпомат, круз контрол со ограничувач на брзината, сигнализација при излегување од коловозната лента со асистент за итни ситуации, препознавање на сообраќајни знаци, сигнализација за измореност на возачот преку следење на неговите реакции при возењето, активен асистент за предниот дел со функција на избегнување или вртење, асистент при проаѓање на раскрсници, асистент за сопирање на возилото во случај на опасност од судар и многу други мали и големи нешта. Тоа значи дека системите во автомобилот ви помагаат да сопирате, забрзувате, одржувате брзина, одржувате растојание од возилата пред вас до брзина од 210 км на час. За прв пат е воведен и системот на асистент во случај на итност, која превзема контролата над возилото доколку возачот веќе не реагира. Системот автономно го управува возилото до банкината, го запира таму
а потоа и ги вклучува аудио и визуелните системи со кои се предупредуваат останатите учесници во сообраќајот за опасност. За уште поголема безбедност во возењето, во интериерот е поставена камера која го следи возачот и бара знаци на умор или недостаток на концентрација. Ако возачот не одговори на предупредувањата на системот во определен рок, се активираат визуелен сигнал на таблата и звук, а ако по тоа нема реакција од возачот, системот го паркира возилото на страна и активира повик за брза помош. Новиот Audi Q3 ќе биде официјално лансиран овој октомври, а основниот модел ќе чини околу 44.600 евра.